кога луѓето немаат базични представи за тоа што е разлика меѓу притвор и затвор, што е презумпција на невиност, зошто адвокатите се потребни за фер барат и убици, во ред, тоа им е работата, бранат. Веројатно има некои чекори што се на кратки стази пожелни, ама не се реални за очекување. Например, најлесно што може власта да придонесе е само да се тргне од судската власт, да ја остави. Наместо да сака да ја реформира, да ја остави, бидејќи тој ја реформира со сила, гледаме како изгледа, а најмалку сакаме да биде да си одат едни, а да дојдат нивни. А гледаме они све поизречно, кажуваат дека реформата ја сваќаат персонално и ги напаѓаат судиите и обвинителите кои што им се криви, затоа што биле суди и обвинители на СДСМ, а знаеме претходно они си има и своја дел од тоа со се причината, така што не се ништо подобри, а они сега што сакаат нека зборат. Измените на кривичниот закон што ги плюкаат толку многу и што сега сакаат да ги прикажат како вина на едните или на другите, оствари они се обединија и фино лепо си ги изгласа и ги пролонгираат и измени бидејќи значи они не можат да важат ретроактивно, тоа знаеме. Меѓутоа колку подолго почна со работа, толку застаруваат, се поповолни за актуелната власт. Така е. Така што имаат заеднички интерес на нефункционалност на правната држава и е навистина бедно или штета, бидејќи ако гледате сега од аспект на поширок план би се правеле што се потребни за кон Европа. Овие се кажуваат како едни од најбитните и во суштина се многу едноставни ако се сака.